Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани колеги. Дозволете ми во името на Народната банка да ве поздравам и да ви посакам добри дете на денешниот настан. Ова е вообичајната тематска пресконференција на која што Гувернерот на Народната банка дава кус осврт на најновите согледувања за макроекономските изгледи на македонската економија во следниот период. Гувернерке, повелете. Функционира? Да. Благодарам, Ана. Добро дојдовте и од мене. Стручните служби на Народната банка што туку завршија со новиот циклус на макроекономски проекции, кои што денес ние би сакале да го споделиме со вас во јавноста. Во текот на проекцијата ќе се осврнам на три аспекти. Прво, клучните предпоставки за екстерното и домашното окружување, секако тие се многу важен столб на секоја проекција, оттаму и сакаме транспарентно со вас да споделиме кои се темелите на нашата проекција. Понатаму ќе се осврнам на макроекономското сценарио во среднорочниот период од 2018 до 2021 година и на крајот кои се ризиците околу овие наши проекции и кое е резимето, која е големата слика во однос на случувањата во македонската економија. Прво, клучните предпоставки за нашите макроекономски проекции. Ние се уште ја задржуваме предпоставката за релативно поволно надворешно окружување, но малку понеповолно од тоа што го очекувавме со априлските проекции. Инаку генерално и натаму се очекува раст на странската побарувачка, што значи дека се уште очекуваме позитивен импулс врз извозниот сектор. Понатаму очекуваме стабилен политички контекст, што би значило позитивни ефекти врз очекувањата, а ако очекувањата се позитивни и стабилни, тогаш може да очекуваме и позитивни придвижувања кај домашната побарувачка, што значи импулс за интензивирање на инвестициите и личната потрошувачка. Понатаму исто така една од важните предпоставки на нашите проекции е спроведување на политики за поддршка на странските директни инвестиции, кои што ќе доведат до натамошни солидни приливи и тоа во секторот на разменливи добра, кои што пак се клучни за зголемување на продуктивноста на нашата економија и натамошни структурни промени во целокупната економија. Понатаму предпоставуваме дека капацитетот на постојните извозно ориентирани капацитети се уште не е целосно искористен и постои простор за негово натамошно димензионирање. Исто така многу значајна предпоставка, како и досега, така и сега е ревитализирањето на јавните инвестиции, односно по падот во 2017 година на вкупните инвестиции очекуваме дека ќе дојде до одредено забрзување во овој сегмент, што е многу значаен столб на вкупните наши проекции. Во однос на фискалната поставеност, значи однесувањето на државата, кое што секако е многу значаен сегмент, кој што ја димензионира и монетарната политика, дефинирајќи го незиниот простор за комодитет, очекуваме да продолжи процесот кој што е веќе отпочнат на постепена фискална консолидација во линија, односно согласно со фискалната стратегија на Министерството за финансии, која што значи на среден рок достигнување до буџетски дефицит од 2,1% од брутоопштествениот производ. Малку подетално за предпоставките за надворешното окружување, бидејќи имајќи ја предвид структурата на нашата економија, мала отворена економија, секако се што се случува надвор од нашата економија има значајни импликации врз домашните случувања. Според најновиот преглед на Меѓународниот монетарен фонд, се очекува глобалниот раст да продолжи и на среден период со стапка од 3,7%, што би значило со иста стапка како и во изминатата година. Сепак споредено со априлските проекции, ова значи одредено забавување на стапката на глобален раст, бидејќи во таа точка во април се очекуваше негово постепено забрзување до стапка од 3,9. Во овој контекст се прави надолна ревизија на странската ефективна побарувачка. Кога зборувам за странската ефективна побарувачка, пред се мислам на движењата во економиите кои што се наши најзначајни партнери и кои што во голема мера го дефинираат нашиот извозен сектор. Се уште останува позитивна, значи продолжува трендот на раст на странската побарувачка, меѓутоа сега правиме одредена умерена надолна корекција на странската побарувачка за 2018 и 2019 година. Очекуваме раст од 2,2 и 2% раст, наспроти 2,5 и 2,1 со априлските проекции.
Ова надолна ревизија кај странската ефективна побарувачка во голема мера произлегува од Германија, која што е наш значаен партнер, а причините поради кои што е направена ревизија на растот во германската економија пред се намалената странска побарувачка за извозните германски производи и одредена стапка на апрецијација на еврото. Во однос на странските увозни цени и покрај надолните ревизии на глобалниот раст, во моментов има нагорна ревизија речиси на сите увозни цени, односно повисокиот раст на увозните цени пред се на примарните производи, се очекува дека и оваа година ќе продолжи тој раст и тоа ќе продолжи со поинтензивно темпо од тоа што ние го очекувавме со априлските проекции. Например, повисока е странската ефективна инфлација, очекуваме сега 2,1 и 1,8% наспроти 1,8 и 1,7 во априлските проекции и забрзување благо, прочеме ова благо забрзување на 1,9 во 2020 година. Исто и кај цените на нафтата, значи во периодот 2018-2019 година направена е нагорна ревизија на цената на нафтата, а има одредени оцени за намалување на цената во 2020. Сепак погенерално гледано, нивото на цената се очекува да биде повисоко во среднорочен период во однос на тоа што очекувавме. Нагорни ревизии има кај увозните цени на храната, во 2018 година и надолни за 2019, повторно генерално гледано, нивото на цените на храната се очекува да биде нешто повисоко. Кај цените на металите исто така очекуваме одреден раст, значи нешто поповолна конјуктура во овој дел, а знаеме дека за нас и металниот сектор е многу значаен извозен сегмент. Генерално што значат овие предпоставки околу увозните цени? Тие значат дека можни се одредени притисоци врз увозните цени, односно врз домашната инфлација, кои што сега за сега се уште не се гледаат преку движењата кај инфлацијата, меѓутоа треба да имаме во предвид дека можни се одредени нагорни поместувања, а гледано од аспект на платниот биланс, порастот на цените на храната и на енергијата, ние сме на нето основа увозник на храна, увозник на енергенти, значат нагорни притисоци кај увозот во платниот биланс, трговското салдо, но од друга страна поповолната конјуктура кај цените на металите значи и одреден позитивен импулс на извозната страна. Што значат сите овие претпоставки за нашето ново макроекономско сценарио? Во однос на бруто домашниот период. Во периодот на проекции се очекува постепено закрепнување на домашната економија по стагнацијата со која што се соочивме во 2017 година, при оценет раст на бруто домашниот производ од 2,3% во 2018 година и постепено натамошно забрзување на растот во натамошниот период и достигнување на одредени солидни стапки на раст 2021 година 4% годишен раст. Сепак ова претпоставува стабилно домашно и екстерно окружување. Што значи ова во однос на априлските проекции? Значи направена е надолна корекција за 2018 година. Во април очекувавме стапка на раст од 3,2, сега ја сведуваме на 2,3, што е одраз на послабите остварувања во првата половина од годината, кога очекувавме раст, економски раст од 3,3, а остварувањата се 1,6. Во најголем дел, ако се погледне структурата каде ова отстапување, јасно е дека тоа е сегментот на инвестиции. Оттаму и во натамошниот период би сакала да апострофирам дека предпоставката која што ја вградуваме за ревитализирање на инвестициите и натаму е главниот пункт на ризик за периодот на проекција, исто како и во априлскиот сет на проекции. Во поглед на структурата на растот, се очекува дека домашната поварувачка ќе биде главниот двигател на растот, со исклучок на 2018 година, кога најголем ефект ќе има нето извозот, бидејќи солидни се извозните остварувања, а кај инвестициите очекуваме пат за годината во целост. Во просек на среден период очекуваме дека извозната побарувачка и натаму ќе биде клучниот фактор на раст во овој период, што е поврзано со активноста на странските извозни капацитети, очекуваниот влез на нови капацитети и натамошен раст на странската ефективна побарувачка, што генерално ќе дава позитивен импулс и за традиционалните извозни сегменти.
Значаен стимул врз растот очекуваме и од инвестициите, тоа секако се очекува од 2019 година па натаму. Значи по падот во 2017 и 2018 година имаме оцени за нивен солиден раст во следните 2 години, поддржан од јавните и странските инвестиции, но и подобриот амбиент за инвестирање на домашните инвеститори. Позитивен придонес очекуваме од личната потрошувачка при стабилен раст на платите, зголемување на вработеноста, што би значило дека се очекува дека ќе продолжи трендот на раст на расположливиот доход, бидејќи вработеноста и платите се клучните детерминанти на расположливиот доход на населението и продолжување на трендот на натамошна кредитна поддршка на населението од страна на домашните банки. Структурно гледано, очекуваме дека трендот на позитивни промени во структурата на БДП ќе продолжи по прекинот кој што е евидентен во 2017 и 2018 година, односно дека растот на учеството на очекуваме да има раст на учеството на инвестициите, стагнација на потрошувачката и умерено подобрување на среден рок на нето извозот. Во однос на делот за инфлацијата, правиме надолна ревизија на инфлацијата за 2018 година на 1,6% наспроти 2%, колку што очекувавме со априлските проекции. Причината за оваа надолна ревизија се досегашните остварувања, каде што со првите 9 месеци имаме надолни остварувања во однос на нашата проекција за овие 9 месеци, што главно се должи на цените на храната. На среднорочен период очекуваме инфлација од околу 2%, што во основа е и некој историски просек на движењето на потрошувачките цени кај нас, во услови на мал позитивен производен јас и умерен раст на увезените цени. Со оглед на сето тоа што го дискутиравме за ризиците кај увезените цени, јасно е дека и ризиците за проектираната патека на инфлација главно се поврзани со неизвестноста околу увезените цени, особено на цените на енергентите, каде што се забележува прилично голема волатилност. Во однос на надворешниот сектор, билансот на плаќања, очекуваме натамошно стеснување на дефицитот на тековната сметка за 2018 година на ниво од 0,5% од БДП, како резултат пред на помалиот дефицит во размената на стоки и услуги, поголем дефицит кај услугите. А на среден рок очекуваме овие позитивни движења на кои што сме сведоци веќе подолг период, може од самиот графикон да се види дека од 2010 година наваму во просек дефицитот на тековната сметка се одржува на релативно ниско ниво, ниско зборувам за македонски стандарди, просекот кај нас бил околу 6 до 7%, значи во овој период тој е значајно намален, што секако голем придонес има подобрувањето кај трговската сметка, новите компании кои што се извозно ориентирани во зоните и надвор од зоните. Така да очекуваме на среден период дека овие солидни движења кај тековната сметка ќе се задржат. Дефицитот на тековната сметка во просек изнесува околу 1,6%. Сепак, ако споредиме со 2018 година, ова ќе значи одредено забрзување од 0,5% на БДП на 1,6%. Причината за тоа е што очекуваме да има понегативни движења кај примарниот доход, стабилизирање на суфицитот на секундарниот доход на пониско ниво. Во однос на финансиските текови, нели платниот биланс, има два клучни сегмента. Едниот е се тековните трансакции, вториот се финансиските трансакции. Значи, кај тековните трансакции ние се уште ќе имаме дефицит, иако тој дефицит е многу помал од тоа што вообичаено било случај. Кај финансиските текови очекуваме приливи, натамошни приливи на среден рок, кои што ќе значат, кои што ќе бидат доволни во целост да се покријат дефицитот на тековната сметка и да овозможат на тамошно акумулирање на девизни резерви. Оттој ми очекуваме во целиот период на проекции показателите за адекватноста на девизните резерви да останат во сигурната зона. Во однос на монетарниот сектор, монетарните агрегати, во линија со подобрите досегашни остварувања, а при оценка за стабилен амбиент и постепено стабилизирање и забрзување на економската активност, вршиме нагорна ревизија на депозитниот раст, кој се очекува да изнесува 10,2% и 7,7% соодветно за 2018 и 2019 година, а во априлските проекции нашите очекувања беа
нешто пониски, значи имаме надфрлање, подобри остварувања, кои што се рефлектираат и врз нашата нагорна ревизија која што ја правиме за 2018 година. Понатаму очекуваме умерено засилување на растот во наредниот период од 8,6 во просек за среднорочниот период. Кредитната активност на банките и натаму ќе биде важен фактор за поддршка на економскиот раст, при што за 2018 и 2019 година се проектира повисок кредитен раст, исто така причината за тоа се подобрите остварувања визави нашите априлски проекции. Тој раст се проектира на ниво од 8,4 и 8,5 соодветно за овие две години, а за натамушниот период очекуваме кредитниот раст, кој што го ценуваме како солиден, нова ниво од околу 8,5% да се задржи и понатаму, ова особено во услови на стабилен, ликвиден и високо капитализиран банкарски систем. Промена на ризиците помеѓу двете проекции, значи ако споредиме кои беа ризиците кои ги обкружува априлските проекции, а кои се ризиците кои што ги обкружуваат овие проекции, тоа што можеме да го заклучиме и резимираме е дека во моментот има понагласени неповолни ризици во однос на априлскиот циклус во делот пред се на надворешното окружување. На краток рок, понегативни ризици кои што главно се алоцираат околу зголемениот трговски протекционизам и евентуалното побрзо затегнување на глобалните финансиски услови, а на среден рок можно акумулирање на финансиски ранливости на глобален план, намалена глобална поддршка на општо прифатените економски политики и спроведување на неодржлива макроекономска политика, како и геополитички ризици. И натаму оценуваме дека постои одредена неизвестност со домашниот политички контекст, сепак не вградуваме и позитивен ризик кој што може да се материализира, а тоа е ризикот од забрзување на евроатлантските интегративни процеси, кои што може да значи позитивен ризик, особено во делот на платниот биланс. Резимирано, во услови на задржани стабилни економски основи, отсуство на неравнотежи, видливи преку постојните поволни движења на девизниот пазар, солидната надворешна позиција и стабилните очекувања на економските субјекти, Народната банка на Република Македонија во третиот квартал ја олабави монетарната политика. Најновите проекции на Народната банка за следниот период вградуваат очекувања за стабилен и предвидлив домашен политички амбиент, како и повторно засилување на јавниот инфраструктурен циклус. Евентуалното неостварување на дел од овие претпоставки може да предизвика отстапување од очекувањата, особено кај проекциите за растот. Општо гледано, последните макроекономски проекции укажуваат на стабилни и сигурни основи на домашната економија, со потенцијал за солиден раст, поддржани од кредитната активност на банките, а при отсуство на инфлацијски притисоци и задржување на поволна надворешна позиција. Како што споменав, очекуваме дефицитот во тековната сметка, кој што е наш структурен проблем, да се одржува на ниво од под 2% од бруто домашниот производ. Народната банка и во следниот период, како и досега, внимателно ќе продолжи да ги следи сите движења, како и промените во домашниот и надворешниот амбиент во контекст на спроведување на адекватно спроведување на монетарната политика. Ви благодарам.